Brainstart брои повеќе од 9000 алумни студенти и јас сум дел од нив. Се сеќавам на мојот прв маркетиншки трик, беше на часот од Даријан за Google Analytics, каде што не научи како да знаеш што сака твојата симпатија. Во тој момент си помислив дека маркетинг алатките може да ти помогнат во секој аспект. Она што Академијата го направи за мене е тоа дека ме научи како најдобро да искористам мојата креативност и снорливост. Завршив на Академијата за графички дизајн. Она што Академијата за графички дизајн го направи за мене е тоа што ми го даде оној потребен буст на кариерата и ме насочи на патот на кој што сакав да одам. Се сеќавам како се запишав во Brainstart, односно во факултет требаше да најдеме некоја фирма за да одиме на пракса еден месец. Од Brainstart добив проект, односно да уредам училница во која тогаш се одржуваа предавањата. Од кога го завршивме тој проект, ми понудија стипендија за да студирам Академијата за графички дизајн целосно. Ден денес не ми се верува дека сум дел од тимот на Brainstart во кој што има уште двајца прекрасни дизајнери, Диди и Кирца. Драго ми е што бев дел од првата Академија за графички дизајн во Brainstart. Мојот прв дизајн се сеќавам дека беше на еден од првите часови со инструкторот Бане Кома. Работевме на типографски постер на тема маратон. И кога за прв пат креирав нешто свое, сватив дека тоа можам да го работам и понатаму во живот. Она што Академијата за графички дизајн го направи за мене е служеше како еден вид на поттик за идеите кои ги имав во глава да станат реалност преку дизајн. Прв голем проект кој го работев во Brainstart беше дизајнирање на веб-сайт под менторство на инструкторот Јанен Лумовски. Се станува збор за еден хакатон на кој тимот од кој јас бев дел победи на тој хакатон за подоцна нашиот дизајн да биде заработен од страна на програмерите во Brainstart. Се сеќавам кога се запишав во оваа академија, татко ми ја предложи академијата и ми кажа доколку сум заинтересиран да се запишам во истата. Сега сум на пракса со 8 студенти од академијата, работиме на еден продукт што ќе помогне на илјадици студенти да си го изберат и вистинскиот пат. Овој продукт ќе им помогне да не заталкат и да го одберат тоа што навистина ќе го сакат според нивниот карактер и предиспозиции. Горд сум да сум дел од алумните на Brainstart при Академијата за програмирање. Сеќавам на моето интервју во Brainstart каде што зборував со Петар, тој ме советуваше да работам повеќе од 8 часови на ден. Тоа беше клучен момент да се запишам на Академијата за програмирање. Она што Академијата за програмирање навистина ми го понуди, ми даде работа на реални проекти. Работев на периоден систем на елементите, сега работам на Гурио и Бокси. Првиот проект кој го работев со Brainstart, кој беше навистина голем, е хакатонот на кој што оставивме второ место. Јас и мојот тим работевме во конкуренција со 10 тимови од маркетинг агенции кои имаат многу големо работно искуство. Да знаеш дека имаш можност по само 2 месеци на академијата да работиш на волку голем проект, да освоиш второ место, ти дава храброст и мотивација да продолжиш понатака за секој следен предизвик. Јас сум Ана, дел од алумните студенти на Brainstart. Омилен проект кој го работев во Brainstart се илустрации за интересни загадки кои допрва ќе ги дознаете и ќе ги видите, толку можам сега за сега да ги откриам. Да знаеш дека после 7-месечната академија можеш да се вработиш како графички дизајнер и да соработуваш со тим кој што те поддржува целосно и кој што е со тебе на сите проекти, е стварно нереално. Она кое што навистина сметам дека ми го смени животот е можноста да работам во средина и тим кога што посакувам. Се запишав на академијата бидејќи од секогаш се чепкам графички дизајн, имам љубов кон професијата. Работев по некој фриленс проект во слободно време. Мислам дека за да бидеш добар графички дизајнер ти требаат 3 основни вештини, а тоа се работливост, креативност и нормална љубов кон професијата. Токму тоа и го добив од академијата. Учев од луѓе кои што навистина си ја сакаат професијата и тоа го преточуваат во знаење на своите студенти многу лесно. Тоа ми даде голема мотивација и инспирација. Значи да се работи на еден ваков голем проект кој допира илјадници луѓе после само 7 месеци учење на графички дизајн, служи како еден вид на голем поттик да продолжам и понатака да се занимавам со графички дизајн. Со вложен труд, посветени инструктори, многу напорна работа, може све да се совлади и да се научи. Јас сум Кирил и имам завршено на Академијата за графички дизајн. Еден од реалните проекти на кои сум посебно горд е Brainstart Toolbox, затоа што сметам дека овој проект е вистинска слика за мојот успех во Brainstart. После една година учење во Brainstart сфатив дека со голем напор и труд може да се постигне секако доколку тоа го сакаме. И да знаеш дека после едногодишна академија ќе се вработиш и ќе работиш со тим на луѓе кои се експерти во таа област, навистина ми го оствари сонот и ми ја смени перцепцијата за учење и образование. Јас сум Младен од алумните студенти на Brainstart, Академијата за програмирање Full Stack Web Development. Прифаќањето на советот од Петар
и трудовот и часовите со инструкторите навистина се исплатеа откако се работи како фронтенд девелопер во Elite International. И работам мојата работа од соништа и заработувам после 1 годишна академија за програмирање. Со континуирана работа, посветени инструктори и целиот труд кој што го вложив, навистина програмирањето може да се научи. Јас сум Дамјан, не се запишав на факултетот Финки, се запишав на Brainster и денес работам како фронтенд девелопер.